Ова утро со мојот денешен соговорник зборуваме за неговата најнова збирка поезија. Тој е полковник во пензија, новинар, но исто така поет и писател. Зборувам со господинот Мендо Димовски. Добро утро до вас. Добро утро и добре дојдовте. Сакам да ви посекам во клубот на пензионерите на Вардар се вика клубот. Така. Еден од клубовите што ги поседува Сдруженијето на пензионери Солидарност аеродром. Така, и нас ни е задоволство што тие, сме ви гости. Тие се организирани така да секој огранок си има свој клуб да се поблиску до пензионерите. Да. И ова здружение е едно од подобрите, да не кажем најдобрите, а и најголемо е. И воедно сакам еден куриозитет да ви кажам дека ова здружение има и свој клуб единствен во рамките на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, да не кажам на Македонија, значи, Така. се вика клуб на љубители на книгата литературни творци. Тоа е поврзано секако и со ова што го правиме ние. Има задача да организира, да поттикнува пензионери литературни творци и да ги промовира, односно да ги афирмира нивните творби. Так, еве ние затоа сме овде да ја афирмираме онаа ваша најнова творба меѓу многуте кои што ги имате до сега напишани. Последната е Обстој со неспокој, збирка поезија на која што веќе и помена промоцијата. Вие ќе ни кажете дали сте задоволни од посетеноста и дали се читаат збирки поезии кај нас, но и зашто пишувате во поезијата? Да. Значи, јас мислам дека многу сте изгубиле што не присуствувате на овој настан. Така. Беше навистина за мене прекрасен, преубав и јас бев пресреќен затоа што и имаше голема посетеност. Отприлика јас мислам планирав едно до 100 луѓе, меѓутоа преку 120 имаше. Значи има заинтересираност. Да, имаше интерес, голем интерес. Да се и прочитаат некои фанови кои си имам јас како фанови. Да, затоа ги донесовме и останатите збирки поезија и романи кои ги пишувате. И сакам да ви кажам дека кога станува збор за книгата, тоа е една поетска приказна за Македонија, Да. од незиното раѓање, од создавањето на републиката, од осамостојувањето, изградувањето, постоењето и опстојувањето. Значи, тоа е низ стихови, раскажувам за Македонија и како што рече рецензентот, досега никој не направил толку песни за татковината за Македонија. 83 песни овде има чисто за Македонија. И, да, ги погледнав. Да. И многу интересно е тоа што ова стихова збирка се разликува од многу досегашни, што јас сакам да направам еден вовет во книгата, во збирката, да ги заинтригирам читателите, па направив пролог. Так. А прологот го направив во знак на песна, и тоа од самите наслови на книгата, со малку, да кажам така, моje уметничко поврзување и настана една прекрасна песна која ја раскажува приказната, односно раскажува приказната за Македонија, односно за овие стиховите песните што се во збирката. Така. Сега, меѓутоа, не може пролог да има без епилог. И затоа јас направив епилог. Добро, браво. Епилогот е практично мојот манифест. И затоа таа е една специфика што се разликува, кажам, од другите досегашни така објавени збирки за особено за татковината. Така. Заплет има ли? Заплет. може и заплет да има. Ако јас заплетам нешто сега. Се шегувам, да. Јас се шегувам, сакам да се шегувам, бидејќи тоа е вака го јакне духот и да, па рековме пролог, епилог, па за да прашувам заплет дали има. Значи јас кажувам за мојата поезија, каква е мојата поезија во манифестот. Така. И еден мој колега, како реномиран, мислам, писател и новинар, односно поет, повеќето детски писател, кога го создавав епилогот, правев и го промовирав, рече дека
не ми се допаѓа се ама ти да се кажуваш за твојата поезија, каква е твојата поезија. Ама многу интересно тоа, мислам, ќе прочитате, немаме време. Да, немаме време, но може многу накратко да прочитаме, затоа што епилогот е многу интересен. Да, прочитајте. Многу кратко, само и да ги заинтересираме и гледачите. Мојата поезија не е класика, ниту мистика со козметика. Мојата поезија не е политика, ниту прилика за препрека. Мојата поезија е поетика со аналитика и семантика и стилистика со емпирика, излеана во логика и ритмика. Секоја чест. И да не продолжувам понатаму. Има и поента, мислам. Има и поента, да, секако. Но затоа се чита на крај епилогот. Затоа се чита на крај. Од кој се прочита збирката. Инаку, мојата поезија навистина е можна специфична. Значи, да не речам, од А до Ш е во рима, римована. Така. Меѓутоа, не е рима, тоа ради рима и да создаде некоја клима. Меѓутоа, како што ми кажуваше еден мој колега исто, па не е таа како детска, некој рима седнало маче на кача и почнало да плаче, него рима која не можете да ја препознаете практично, не можете, дека е тоа римовано, то така тече фино и како вода што извира од извор и ве мами да читате до крај и да го откриете кој е суштината, кој е крајот. Не можам, многу има да ви кажам. Полковник, новинар, секогаш новинар особено може да кажеш. Така, благодарам уште еднаш да имате среќа и да пробате секаде каде што можете да промовирате поезијата и нашата Македонија. Ви благодарам уште еднаш за овој интервју, нека има и второ. Ќе има. До следно видување. Благодарам и јас што дојдовте и еве во оваа атмосфера да видите пензионерите и овој настан што беше пред малку со јаволкото интересно беше. Поздрав до сите пензионери. Благодарам.